Доколку се отворат рудници во југоисточна Македонија, ќе се предизвика еколошка катастрофа. Вакви пораки носат предупредувачки видеа кои што со недели се вртат на социјалните мрежи. Во видеата се прикажува што би се случувало доколку почне изградбата на рудници во Иловица кај Струмица, Казандол кај Валандово и на планината Кожов кај Гевгелија. Од масовно сечење на шумите, доминирање со динамит и загадување на околината со тешки метали. Штетите по природата и здравјето на луѓето би биле огромни, сериозни и ненадоместливи, се вели во видеата. Прво такво видео постави Facebook групата Спас за Гевгелија, која што ги информира граѓаните за потенцијалната опасност од отварање на рудник за злато на планината Кожов. Видеото, наречено "Злато на смртта", вирално се споделува на социјалните мрежи, на што реагираа од општина Гевгелија. Во соопштението испратено од локалната власт велат дека ширењето на паника меѓу граѓаните е тенденциозно, бидејќи во моментот таму се вршат испитувања за можни наоѓалишта со злато. Овој хорор филм ниту е сниман, ниту ќе се снима во Гевгелија и на Кожов планина, ниту има исечена шума за отворање рудник, ниту дозвола за изградба на таков рудник, ниту пак е отпочната процедура за добивање дозвола за експлоатација. На планината Кожов има геолошки испитувања за можни наоѓалишта на злато, но ниту има готови резултати, а уште помалку рудник од било каков тип, посочи Франгов. Тој истовремено потенцира дека за отворање рудник потребна е изработка на студија за влијание врз животната средина, на транспарентен начин со јавни анкети во согласност со општината и Министерството за животна средина. Франгов на жителите на Гевгелија им порача да бидат спокојни бидејќи општината ќе остане еколошки чиста. Слично видео викендот излезе и за рудникот во Иловица. Граѓаните масовно го споделуваат 2-минутното видео "Валкано злато", во кое што се укажува на последиците од работата на рудникот, а особено за употребата на цијанидот во процесот на лужење на златото. За рудникот во Иловица, концесионерот Евромакс ја изготви студијата за оцена за влијанието врз животната средина и ја презентираше и пред Министерството за животна средина, но и пред граѓаните на општините Босилово и Новосело. Површини со грабушисти хабитати и тревни површини кои што ќе бидат соодветни за напасување и ќе бидат соодветни како живеалишта за големиот тамчест синец, тоа е вид на пеперутка, кој што се наоѓа на самата проектна локација, и дел од самата проектна локација спаѓа во примарното подрачје на пеперутките на планината Ограште. Исто така ќе се прават напори проектот да ги избегнува тие високо квалитетни тревни подрачја кои што се утврдени како живеалишта на големиот тамчест синец. Исто така и каналот за пренасочување на река Штука, кој што ќе се изгради околу самото хидројаловиште, ќе придонесе за загуба на околу 4 километри од природното речно корито на река Штука, и како мерки за облажување на тоа влијание предвидено е да се изврши спасување и преместување на декаподите. Тоа се видови на ракови. Активистите кои што ги објавуваат видеата на социјалните мрежи најавуваат поголем ангажман и запознавање на граѓаните со еколошката катастрофа која што му се заканува на југоистокот.